А јас го најдов весникот кој излегол на денот кога јас сум се родила. Што има на насловната на вечер на тој ден, можете да видите и самите. Во склоп на библиотеката Браќа Миладиновци има и британско катче, односно место каде што може да се изнемуваат книги на англиски јазик. Нешто повеќе за тоа ќе ни каже Билјана. Добар ден, Билјана. Добар ден. Кажи ми, со колку книги располагате? Значи, овдека литературата што гледате во, ние го нарекуваме британско катче, е донација на литературата што располагаше Британскиот совет. Бидејќи они не функционираат веќе со својата библиотечна дејност, целокупниот фонд нивни, значи кој што несува преку 3000 наслови, го донираа на нашата библиотека. Тука има наслови од областа на стручната литература, значи вклучена економија, менеджмент, биологија, медицина и така натаму. Имаме дел, тоа е ова литература овдека за изучување на англискиот јазик, по одредени степени, и литература што се користи за полагање за сертификати од Кембридж, и покрај тоа имаме, значи, наслови на белетристиката за возрастни и за деца. Овде можете да дојдете и за да учите во мир и тишина. Градската библиотека има и компјутерско катче. Ова е еден од компјутерските кабинети, имаме уште еден, значи два компјутерски кабинети.
каде што до неодамна се дава курсеви бесплатни по информатичка технологија. Значи, заинтересирани граѓани можеа да дојдат и да, ако се пријават во легитимна процедура, ако бидат изберени, бесплатно да се стекнат со знаења и со сертификат дека поседуваат компјутерски вештини. Во меѓувреме, кога е ова празно, значи кога нема организирани семинари, тогаш се користи како читална. Значи сите што доаѓаат во стручниот оддел на библиотеката може тука да ги користат своите, односно да проучуваат книгите, но исто така да ги користат компјутерите. Во лавиринтот на мудроста, наречен Браќа Миладиновци, постои и посебен дел каде што има ретки книги, кои не се изнајмуваат, но затоа секој кој има потреба од нив може да дојде овде и да ги разгледа, да ги проучи и да стигне до саканата информација. Ова е стручниот оддел, односно каде што се чува литературата која што не ја издаваме. Значи станува збор за повредни книги кои што и потешко се наоѓаат и би било проблем ако ги изгубиме да се направи нова копија. Така што од овие книги што ги гледате тука може да се користат во читалните за кои што зборувавме. Колку книги брои овој дел на библиотеката? По моја проценка околу 50.000. И навистина интересни наслови, дали станува збор за документи, историја или било кои други науки и учебници се наоѓаат во овој дел од библиотека. Библиотеката располага и со уникатни стари книги, кои се разбира не се изнајмуваат и тие имаат посебно значење. Тие се живи сведоштва за историјата, уметноста и културата на едно далечно време, кои на себе го имаат печатот на времето стар неколку стотици години. Ормарчињата со најстарите книги кои постојат во оваа библиотека имаат непроценлива вредност и се наоѓаат на сигурно место. Се наоѓаме пред ормарот во библиотеката Браќа Миладиновци, каде што се наоѓаат најстарите книги овде. Нешто повеќе за тоа ќе ни каже директорот на библиотеката, господинот Филип Петровски.